Македонија не е подготвена сама да се справува со огнените стихии. Пожарите кои низ годините без неа во државава, а ги имаше и во овој период, зад себе оставија пустош. За илустрација, само ланското лето 142 шумски пожари кои се случија во период од 3 месеци направија штета од 37,7 милиони евра. Земјава нема нити доволно пожарникари, нити опрема, а сликата е секаде иста. За гаснење на пожари се користат возила стари 4 децении кои е ризично да се возат. Македонија нема нити доволно пилоти кои би можеле да управуваат со специјализираните авиони за гаснење на пожари, кои постојано се расипуваат и ретко кога сите се во функција. Летово државава на располагање имаше само еден авион Канадер и евентуално 2 хеликоптери. И сите специјализирани авиони да се во функција, има недостаток на пилоти? Апсолутно сте во право, бидејќи секое материјално-техничко средство треба да го користи човек. Почнувајќи од авионите, хеликоптерите, па до една обична цистерна. Треба вешт возач. Да, за жал, доколку имаме пожари со голем обем, постои можност да бараме помош од странство. И додека македонските пожарникари со години се крпараат преку донации, европските земји користат современи технологии како да спречат воопшто појава на пожари. Таков е примерот со Италија. Климатските промени се најстрашно нешто што ни се случува. Последица на истите се и катастрофалните пожари. За да ги спречиме, поставуваме сензори на дрвјата кои не алармираат пред да избувне пожар. Во контекст на ова користиме и дронови. Овој систем користи вештачка интелигенција, односно комплетно е самостоен и нема потреба од човек кој ќе управува со него. Може да се управува самостојно. И додека странските експерти укажуваат дека треба да ги заштитиме дрвјата, затоа што тие се единствениот извор на кислород кој што не штити од покачена емисија на јаглерод диоксид во атмосферата, како најголем причинител за климатски промени, прашање е колку држава може да обезбеди ваква современа технологија која ќе ги спаси македонските шуми.